До Собранието на Република Македонија од страна на владата на Република Македонија е доставен предлогот за разрешување на јавниот обвинител на Република Македонија Марко Зврлевски. Владата на Република Македонија, предводена од премиерот Зоран Заев, како основна цел пред себе ја постави задачата за враќање на довербата во правната држава и владењето на правото, и со тоа еднаквоста на сите граѓани пред правдата. За жал, Републичкото јавно обвинителство во периодот од јануари 2013 година па до денес го представуваше личност која за целиот свој досегашен мандат несовесно и непрофесионално ја извршуваше својата задача и не го почитуваше доследно законот. Марко Зврлевски, како републички јавен обвинител, потврди во името на својот партиски старешина и неговата фамилија и наместо без пардон, во духот на правдата, да се грижи за заштита на човековите права и слободи, го представуваше јавното обвинителство со молчење, односно непревземање на никакви дејствија против криминалот во врвот на ВМРО-ДПМН. Јавното обвинителство се претвори во контролиран инструмент на власта, а сето ова е констатирано во сите извештаи на Европската Унија, ОПСЕ и сите редомирани надлежни институции. Нормално во вакви случаи одговорноста за ваквата состојба секогаш е на првиот човек на тоа обвинителство. Барањето до ова собрание е поднесено согласно член 67 од Законот за јавно обвинителство, особено став 2, каде владата на Република Македонија може да побара од Собранието на Република Македонија разрешување на јавниот обвинител од неговата функција пред истекот на мандатот од следниве причини: поради незаконито, ненавремено и недоволно стручно вршење на функцијата, ако со своето однесување и дејствување покажува дека не е способен за извршување на функцијата, ако не поднесува барања за покренување на кривичната постапка за случаи предвидени со закон и поради нарушување на угледот на функцијата. Овие законски услови за појаснување пред пратениците не се кумулативно предвидени во Законот за јавно обвинителство. Доволен е и еден од овие услови за да се покрене оваа постапка. Владата на Република Македонија смета дека кога се работи за републичкиот јавен обвинител Марко Зврлевски, сите овие услови се исполнети за негово разрешување. Би сакал да искористам да напоменам неколку од случаите во кои јавниот обвинител беше директно инволвиран во негативна смисла на зборот со негово непостапување или постапување спротивно на законот. Тој е најпрви случајот со Македонска банка, случајот со Актор, случајот со протекувањето на снимките во медиумите за ПИМ мерките од кабинетот на тогашниот премиер Никола Груевски, кривичните прогони и истраги насочени кон неистомислениците на неговиот наредбодавател, кривично гонење во однос на изборни измами насочени само кон општините каде што градоначалниците беа од редот на тогашната опозиција. Исто така, скандалот со поднесувањето на барањето на заштита на законитост до Врховниот суд за лицето Сејат Кочан, лице во бегство, со предмет кој е воден од страна на специјалното јавно обвинителство без да има надлежност за такво нешто. Ги потсетувам и пратениците на не толку дамнешниот настан, а тоа е настанот на 27 април, односно крвавиот 27 април кој се случи во Собранието на Република Македонија. Како одговор на ова несовесно владење на обвинителската функција, се јави потребата од формирањето на специјалното јавно обвинителство, за кој Републичкото јавно обвинителство, односно неговиот прв човек, постојано се изјаснуваа во негативен контекст. До ова секако немаше да дојде, доколку Марко Зврлевски совесно и законски си ја вршеше својата функција. Владата на Република Македонија, целосно почитувајќи го Законот за јавното обвинителство, се обрати претходно до Советот на јавни обвинители на Република Македонија, од каде што прибави мислење со кое Советот даде согласност за разрешување на јавниот обвинител. Сметаме дека се ова повеќе од доволни причини да како влада на Република Македонија побараме од ова собрание Марко Зврлевски да биде разрешен од функцијата јавен обвинител на Република Македонија. Ви благодарам.